Во едно основно училиште во општина Карпош, Димов, да. Некаде околу 40 дечиња се затруени од непознат причинител. Дел од нив завршиле со посериозни симптоми на клиниката за инфективни болести. Се експерти имаат поделени размислувања, дел коментираат дека се работи за храната, дел дека била водата затруена затоа што дел од децата кои што правиле симптоми на труење воопшто не се хранеле, не јаделе во училишната менза. Прво, ако се случеше додека ја бев градоначалник, овој ќе вика јас сум ги отрул децата, ќе плюка, ќе пустеа. Тоа ќе беше траурно, тоа ќе собираа луѓе да протестираат, бараат школото, се затвори одговорност и така натаму. Инаку денеска они славеа ден на општината. Сега како не направат случајно дека отишол и видел дека се затруле децата, па помагал, овде кај што треба не идат. А тоа Ама овде може критики да истрпи. Тоа сегде го прават. Тоа секогаш го прават. Инаку моите Секогаш кој има информации некоја лоша ситуација, со повеќе луѓе разговарав од училиштето, дека мешано е, има деца кои се хранеле од кујната, но има затруени деца кои не се хранеле од кујната. Има варијанта, вика дека и од водата, ама сега па водовод си дошле одма, кога разбрале и си зеле узорци и направиле испитување на водата и наводно информација дале дека водата е исправна. Сега па тука се нервира Центарот за јавно здравје и Агенција за храна и ветерина, како смееле они да дојдат да земат узорци, нема луѓето си зеле и сега водовод вика не е до водата. Не е до водата, не е до тоа до што е. Ја верувам епидемиолозите се многу совесни луѓе, јас Центарот за јавно здравје ќе утврдат што е. И трета варијанта дека можно е да има вирус кој што ги имал тие симптоми и ескалирал во тој временски период.